Квалификациите ги отворивме страшно, ама продолживме уште посилно. Добро вечер. Добре дојдовте во Куќа на фудбалот. Наш гостин вечерва, селекторот на репрезентацијата до 21 година, Благо Емилевски. Не очекува за сите нас клучен надпревар против Исланд на 24 на овој терен на тренинг центарот Петар Милошевски, но вие ќе кажете дуелот со Исланд, кој е шанса за да стигнеме во врвот, нормално ќе добие посебно внимание, но победата не мора да значи ништо. По овој меч имаме уште 5 и ништо не сме направиле, ако не бидеме на ниво и на следните 5 надпревари. Како тоа, селекторе, победата не мора да значи ништо? Може да значи многу, а не мора ни да значи ништо. Затоа што имаме уште 6 надпревари, секој за себе, секој е посебен, секој со иста важност, како за нас, како репрезентација, така и за крајниот изглед на табелата за овие квалификации. Така да не мора да значи ништо и да го добиеме овој надпревар со Исланд, а останатите 5 да не бидеме на нивото на кое треба да бидеме, или обратно, не дај Боже, со неповолен резултат против Исланд, а останатите 5 ако бидеме на ниво како што треба и на посакуваното, може да се надеваме дека ќе имаме успешни квалификации. Вие сте радосен кога притисокот врз тимот и врз вас, како носител на највисоката функција во таа репрезентација, расте. Но притисокот, ако не се успее против Исланд, сигурно нема да расте за надпреварот против Франција и за следните 4 со кои ги завршуваме квалификациите. Пак ќе повторам, дека надпреварот против Исланд, да, не е битен, не е важен, но пак некако Ве прашувам затоа што тоа е ваша изјава. Една резерва има. Уште посреќен ако тој притисок уште повеќе порасне по мечот со Исланд. Тоа значи дека со евентуален успех и освоени 3 бода, значи ќе се доближиме на бод само на Исланд и со надпревар помалку. Што значи дека следниот надпревар со Франција ќе има уште поголема резултатска важност, дека ќе бидеме уште поконкурентни и од таа гледна точка јас изјавував и сега изјавувам дека сум среќен, сум радосен дека ако после секој наш одигра надпревар притисокот расте. Значи дека работиме добро, работиме позитивно и сме конкурентни во нашата група и се прашуваме за крајниот излет на табелата. Иако некој ликува и по првиот надпревар со Исланд во Рејкјавик кој го загубивме со 3-0, со кој ги отворивме квалификациите, но следуваа неколку одлични партии на генерацијата која што ја предводите и дојдовме до ситуација да се бориме па дури и за пласман на Европско првенство, иако вие ќе кажете се уште сме во фаза кога не можеме да си ветиме ниту на самите себе дека можеме макар и до бараж. Основна цел пред почетокот на овие квалификации ни беше и се уште е да го подобриме пред се рейтингот на оваа репрезентација. Како што знаете дека ги стартувавме овие квалификации од 42-то место на рейтинг листата на УЕФА од 53 репрезентации, поточно од 5-тиот шешир. Значи основна цел ни беше да го подобриме рейтингот и ако е можно некој шешир да се искачиме погоре, за да имаме поповолна стартна позиција за следната ждрепка за следните квалификации. Знаете дека бодови се земаат. Тоа значи дека можеме да ги загубиме теоретски сите следни надпревари до крајот на квалификациите и пак имаме подобар рейтинг. Тоа значи дека сте оствариле целта и треба да ви пружам рака, да ви речам браво, селекторе. Вие ја остваривте целта за која што сте тука. За баражот и за Европско првенство ќе зборуваме во некој идно време. Не, стартната позиција ни беше и се уште ние да го подобриме рейтингот на оваа репрезентација и одиме надпревар за надпревар. А како ќе се одвиваат квалификациите? Дали ќе дојдеме во ситуација да се бориме за едно од првите 2 места кој води во директен пласман на Европското првенство или во баражот? Тоа е само плюс. Затоа и не ви ја подадов раката, да ви речам,
И јас немаше да ви ја пружам затоа што се уште не сме ни на пола од нашата работа. Пред овој надпревар со Исланд имате многу проблеми со составот, тоа го и изјавивте на пресконференцијата. Тоа посебно се однесува на голманската позиција. Знаеме дека карактерот кој што толку силно ќе недостасува на оваа селекција, Дени Илиев, голманот на Арсенал, е повреден. Шишковски веројатно е алтернативата број 1 за овој надпревар, но има проблем со минутите на голот меѓу стативите на Работнички. Се плашите најмногу од таа позиција, од голманската? Дени Илиев беше стартна позиција број 1 и прв избор за голманската позиција, но Дени Илиев, за жал, го немаме низ овие квалификации поради повредата на колената. Што се однесува до Шишковски, он бранеше на првиот надпревар со Исланд, потоа го загуби и местото во клубот, и местото во репрезентацијата. Останалите три надпревари ги бранеше Алексовски Игор и одлично се заврши работата, но се деси да се здобие со повреда на самиот почеток од подготовките зимски. Но последните 2 недели е во тренажен процес, повредата е веќе минато и ако има настап Тоа е макар и во тренажен процес. Да. Еве, например, еден од клучните млади фудбалери, барем сите така го посочуваат, Дарко Велковски, фудбалерот со најголемиот трансфер во историјата на македонската прва лига, веќе известно време не е ниту на клупата на својот тим, туку надпреварите претежно ги гледа од трибините на Филип II или на стадионите во Македонија. Ве загрижува тоа што еден од клучните играчи не е во составот на својот тим, а го имаме на списокот на репрезентативци за надпреварот. Дарко Велковски покажал и докажал дека има потенцијал, има квалитет да прерасне во еден врвен стопер. Да прерасне? Да. Но, моменталната ситуација во клубот само може би да го закочи малце и да го успори неговиот развој како фудбалер. Но Дарко Велковски својот потенцијал и квалитет го има докажано, што се однесува за репрезентацијата U21. Значи, со своите настапи, поготово против Франција и против Украина. И Дарко Велковски од таа гледна точка затоа е тука со нас, затоа е повикан и најверојатно и ќе настапи на надпреварот со Исланд. Давид Бабунски, уште еден од фудбалерите кои се посочуваат како блескава иднина на македонскиот фудбал воопшто, направи трансфер од Барселона Б во Црвена звезда. И барем досега има одиграно 10 минути на деби надпреварот за Црвена звезда. Тој веројатно треба да биде лидер на овој ваш тим кој го предводите и на надпреварот против Исланд. Ве загрижува тоа што и Давид Бабунски во нозете нема надпревари? Давид Бабунски е еден од... Не ви пречи тоа што ги посочуваме како поединци? Сега, во овој разговор. Јас ќе кажам пак и ќе потенцирам дека U21 во моментот работи и функционира како тим. Значи, не би истакнал ни еден од репрезентативците од гледна точка дека единствено, тоа е моје мислење барем, единствено ако функционираме на терен и ван терен као колектив, не као поединци, имаме право да се надеваме на успешни квалификации. Во спротивно, не гледам, тоа е моје мислење. Што се однесува до Давид Бабунски, значи он е еден од капитените на оваа репрезентација, еден од носителите на игра. Жал ми е што не добива минутажа и простор за да го искаже својот талент и потенцијал во новиот клуб, но сигурен сум дека ќе добие шанса, дека ќе се наметне и дека ќе прерасне еден од носителите на тимот каде што е во моментот. А ви пречи ли тоа што јавноста или новинарите постојано ја оценуваат играта, па и на противниците, не само нашата игра? Како, например, јас да ве прашам сега и да ви излезам со став дека Исланд игра
многу дисциплинирано, без грешки, предпазливо и дека е многу посериозен противник од колку што ние мислиме. Јас би се сложил со вас дека Исланд игра дисциплинирано, предпазливо, фудбал со доста трка, страшно се дисциплинирани, пак ќе повторам, но не би се сложил со вас дека ние нема да одговориме на тоа. Јас тоа не го реков. Така мислевте, но ќе повторам пак, во случај да не ги повториме грешките од првиот надпревар, што се однесува до тој психолошки пад што го имавме од 15 на минути. Ако бидеме на нивото... Чудни 15 на минути, така Точно. ги нарековте на Да. пресконференцијата. Ако ги повториме дисциплината во игра и нивото на игрите од претходните надпревари, мислам дека имаме право да се надеваме на поволен исход од овој надпревар. Бевте на надпреварот во Белград, Партизан Црвена звезда. Знаете дека 13 фудбалери во составот на двата тима има под 18 години? Знам. Кога ќе дочекаме ние да залепиме наслови или епитети македонското дерби или македонскиот надпревар или дуелот од првата лига се играше со 10 фудбалери кои што не се полнолетни, да звучам поубедливо. Јас се извинувам, али тоа прашање не е за мене, него тоа треба да го поставите на клубовите во македонската лига. Тоа бидејќи сте ја завршиле кариерата на 39 години и се уште сметате дека фудбал може да играт и луѓе кои што веќе длабоко навлегле во четвртата деценија од животот, или? Не знам, јас само знам дека на 38 години бев шампион на Македонија. Ништо друго. Во 2012 година, тоа е годината кога ја завршивте, односно кога станавте шампиони како тренер на Вардар. И сега ќе се навратиме на тоа време, кога на полусезоната ви дадоа отказ или не? Да. Вардар беше прв со 5 бода, на ваше место дојде Никола Илиевски, па некој си ја призна грешката и ве врати на 7 кола, мислам, до крајот на првенството, кога имавте минус 1 бод во однос на 2 тима, не на еден. И го направивте шампионски тој тим на Вардар. Веројатно и сами чувствувате дека и оваа генерација македонски фудбалери до 21 година го имаше тој проблем пред да ви ја дадат довербата да бидете предводник на селекцијата. Изигравме квалификации кои што никој не ги памети и дојде Благоја Милевски и буквално ја крена селекцијата, да не бидеме толку критични во разговорот во овие 10-15 минути. Па не би рекол дека е само моја заслуга. Значи, тука би ја вклучил и Фудбалската федерација на Македонија како дел од таа заслуга со воведувањето пред се на правилото за обавезен настап на млади играчи во првата и во втората лига, што многу ни помогна за да ги имаме репрезентативците во надпреварачка форма. Би го вклучил исто сиот мој стручен штаб што работи со мене, како и администрацијата. Пред се тука секретарот. И сите заедно ја подигнавме пред се атмосферата во репрезентацијата. Го сменивме, тоест воведовме некои критериуми кои мора да се почитуваат и кои се почитуваат. Тука е да еден репрезентативец биде пример како треба да се однесува еден фудбалер кој настапува за репрезентацијата на Македонија ван и на терен. Да се смени односот кон државниот дрес и резултатите сами се доаѓаат. Со ова го наметнавте сами прашањето, бидејќи сите ве поистоветуваат како принципиелен, честно строг тренер, кој што бара работите да бидат поставени на едно ниво, не велам едносмерно, но од некои правила кои што вие ќе ги поставите во репрезентацијата, едноставно нема мрдање, па макар и за човекот кој што има условно најневажна функција во репрезентативниот тим. Значи, нема
најневажно. Значи сите Ова е за да функции, видам дали ќе се фатите за делот од прашањето. сите функции во еден тим се подеднакво важни. Почнувајќи од економот па до мене. Значи, една карика или јалка ако не функционира како што треба, тука одма имате дисбаланс. Ние за среќа до овој момент немаме такво нешто, значи функционираме безпрекорно, имаме одлична атмосфера, момците покажуваат дека заслужуваат да се тука, го покажа и го докажа својот талент и потенцијал што го поседуваат и ги прифатија начинот на работа, начинот на функционирање во репсацијата и се надевам дека и понатака ќе биде така. Знаете ли зашто со драго срце би ви пружил рака? Не знам, повелете да ве слушам. Еве, например, Дени Илиев, голманот на Арсенал, поради повреда не може да дојде и со Исланд, ниту со Франција, и самиот се јави и изрази желба да ја даде поддршка на репрезентацијата со патување од Лондон во Леман. Во минатото, во блиското минато, за подалечното не разговараме, тоа веројатно никој не го направил. Веројатно и Дени Илиев чувствува дека оваа генерација има и енергија, и желба, и мотив, со труд и со работа, и со малку среќа да го достигне тоа како стратешка цел што е поставено во Фудбалската федерација на Македонија. Што се однесува до Дени Илиев е, се работи за професионалец, кој не случајно е таму каде што е. Значи поседува како голман и како човек квалитет. И овој потек само покажува дека осеќа дека е прифатен, дека е почитуван, како и сите останати во тимот што се наоѓаат или што се наоѓале до сега. Мислам дека со односот нивни и наш кон нив, мислам дека се создава таа атмосфера што владее сега. Ке ни откриете ли на кој начин го користите тоа волшебно стапче во контактите со играчите и кога нема репрезентативни собири? Нема волшебно ставче, само има почит кон секој. Ништо друго. Тоа е веројатно обострано, поинаку не може да биде. Па не може да биде друго. Ако јас не ја почитам, вие нема да ме почитувате, нели? За Франција, веројатно и да ве прашам, нема да добиам одговор барем сега, или? На 25 Тоа е март. од надпревар во надпревар, Точно. но Франција е силен противник. И Исланд е исто. Исланд е прв. И одигравме 2-2, Со бод а предност водевме пред Франција. 2-0 против Франција. Изгубивме од Исланд 3-0. Сега е ред да покажеме дека сме имале лош ден. Маријан Радевски игра во одлична форма. И останатите исто. И се надам дека ќе ја задржат исто формата и на Мевљан 24. Мурати е суспендиран и не може да помогне против Исланд. Тој што ќе го замени ќе биде на висина на задачата и на врските што ќе му бидат дадени. Дамјан Шишковски ќе биде на голот против Исланд. Ќе видиме. Македонија игра против Бугарија, а репрезентација на 29. Тоа не е прашање за мене. Селекторе, ви благодарам што на овој начин прифативте да го водиме разговорот. Јас знам дека ги почитувате принципите кои што сами си ги поставивте, не само како тренер, туку и како фудбалер, па дури и кога некој се обидуваше вашиот резултат и вашиот труд да го стави на страна, како што тоа беше времето кога бевте во Вардар. И веројатно многу поуки носите и од тој период, кога некој условно ве газеше иако имавте страшно добри резултати. Јас едно знам дека единствено мерило за тренерската работа се односот со играчите и пред се резултатите остварени на терен. Резултатите се тие што ќе ве држат на оваа функција? Па да, како и секој тренер. Колку ги следите настапите на
младинските селекции до 19, до 17 и до 16 години? Па кога сум во можност сите до сега сум ги следел. Постојано сега, барем овој период, луѓето зборуваат за Дејан Колушевски кој даде 4 гола на Црна Гора во победата од 7-0. Дали тоа се фудбалери кои имаат квалитет да бидат дел од селекцијата која што вие ја предводите? Јас пак ќе кажам дека не би се осврнал и би го ставил акцентот на еден играч, зашто сигурно и Дејан Колушевски не би да постигнал 4 гола против Црна Гора да не беа останатите. Се работи за страшно талентирана генерација која својот квалитет го докажува од надпревар во надпревар и мислам дека таа генерација полека е резултат и на работата на Фудбалската академија при Фудбалската федерација на Македонија, која топрво и во наредниот период ќе дава се подобри резултати. Од 1 до 10, доколку ви пречи тој начин на одговор, не морате, со која оцена би ги оцениле условите кои ги има репрезентацијата до 21 година, ги овозможува Фудбалската федерација на Македонија? 10. Тоа значи дека алиби за евентуален, не дај Боже, неуспех, не можеме да бараме во Фудбалската федерација на Македонија, туку само кон стручниот штаб, веројатно. Ние веќе имаме успех, така да прашањето не ви е на место. Се согласивме, иако не пруживме рака. Така е. Ви благодарам што бевте гостин во Куќа на фудбалот. Ви посакувам, не е клише, од срце да победите против Исланд. И здравје Боже, од надпревар во надпревар. Или подобро ќе беше да се оценуваме на крајот од квалификациите. Јас едно може да ветам дека ќе даеме својот максимум за не само со Исланд, и сите преостанати 6 надпревари го одиграме на посакуваното ниво, да оваа репрезентација го задржи имиџот кој што го изградивме до сега и да се види уште еднаш како репрезентативците кои ќе излезат на теренот се однесуваат кон државниот. Ама јас честно признавам дека би го гушнал за нозе Виктор Ангелов за голот кој го даде против Украина во последната минута и кој што веројатно ни го трасираше овој убав пат, оваа убава приказна која што сега ни се случува. Маријан Радевски. Маријан Радевски. И тој е важен, и тие два со Северна Ирска, и тие два со Франција, со Господ напред, и со Исланд, и сите останати до крај. Ви благодарам што бевте гостин уште еднаш во Куќа на фудбалот. Ви посакувам на убав начин да ги завршиме квалификациите. Еве, не велам за надпреварот против Исланд, бидејќи не очекуваат уште 5 до крајот на квалификацијскиот циклус. Ви благодарам и на вас на поканата и се надевам дека ќе имаме успешни квалификации. Строгиот, ама праведен, чесен, Благоја Милевски, селекторот на репрезентацијата на Македонија до 21 година, беше гостин во Куќа на фудбалот. Во надпреварите од 23-тиот круг од првата македонска фудбалска лига, актуелниот првак Вардар имаше надпревар против последно пласираниот тим на Металург. Дерби надпреварот се одигра на Чаир. На Шкупи му гостуваше Шкендија, тим кој се бори за шампионската титула. Убав надпревар во Кратово. Два тима кои се борат за влез во европските купови. Силекс против Работнички. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите во првата лига.
Volkswagen, broj 19, Пановски Александр. Капитена домашната екипа со број 29, Мицков Маријан. Службени представници на Силија, Здравков Гордан, шеф на стручен штаб, тренер Митевски Момчево, тренер на голмани Динев Новик. Домакинот денеска ќе настапат Милан Митровиќ, Влади Куцев, Стефан Рудан, Андреј Ацевски, Крсте Тодоров, Никол Чогордиев, Игор Глигоров, Игор Неделковиќ, Ангел Цимовски, Ѓорѓе Џонов и Маријан Мичковски. Најинтересниот мат треба ова 23 голов е битувал класираниот тим на Силец. Ќе да видиме за момент таму грешка на Митровиќ, меѓутоа од сето ова расчистува Џонов, меѓутоа само за момент. Кога стигнува повторно да е играчка на Ботички. Мицков ќе центрира, тоа и го прави. Втората статива е добра прилика, да видиме таму кој се најде. Тимовски центрира, меѓутоа на противната страна беше Неделковиќ, меѓутоа попратата негова топка не успеа да стигне до некој купали. Домакините да организираат напад. Еве се добар потек таму на Алтипар Бакос, меѓутоа само за момент, еве можна контра, нема офсајд, да видиме, добра прилика за домакините, со број 11, тој Георгиев се мести на десна, бие и блокира, меѓутоа има поправен, да видиме Георгиевски враќа назад до Ацевски, Ацевски за Куцев, на страна кон Тимовски кој ќе центрира, Тимовски тој го прави на првата статива, пречка. Дали беше ова? Како само ја погоди пречката, драги гледачи. Ова беше доста интересно. Митровиќ. Напад на домакините. Ова добра акција на Граночани, да видиме. Кога стигнува до Неделковиќ на спротивната страна до Игоров ке пие, меѓутоа добра таму интервенција на Милан Илиевски, топка одбината топка, кој погоди во глава домашниот фудбалер. Играта за момент е прекината, ќе ми се укаже лекарска интервенција, нова добра акција на домашните фудбалери. Тој запега и назад за Јовановски. Ајденов, а потоа Јовановски. Јовановски проигрување на Петровики. Алтипар Баковски. Само за момент интервенира, тоа да стигна до Алтипар Баковски кој центрира, меѓутоа добро е поставен Милан Митровиќ. Добра пратеше ова акција, не дозволи последни возбудувања. Одлична интервенција за Јовановски, не беше најдобро концентриран тука. Џонов, Сакити, ќе центрира по десната страна, тој го прави Сакити на првата статива, тоа да се обиде да стигне до Алтипар Баковски, меѓутоа постане Сакити кој одлично беше проигран по десната од линија од Силјановски, меѓутоа тој го упати беше доста непрецизен. Беше најдобра идеја таму да го проигра на втората статива Алтипар Баковски. Тоа е сосема разбирливо за дерби надпревар од Македонската лига. Силец организира напад. Sad сега dobro vesla, Ѓорѓиев го доминува. Илиевски кој направи прегасок, да видиме дали ќе го вика првиот Џон Карсон, да не става средно, кој е негодување од публиката. Денеска на градскиот стадион. Во Силец да видиме што ќе биде од сето ова, дали има Џон Карсон за капитенот на Работнички. Илиевски не поминува само со додавање до Рудан обслужува Мицков, Маријан Мицков, а повторно Рудан, топка до Ацевски, грешка на Ацевски, меѓутоа нов потек сега на Глигоров и го шутува уште еден фудбалер на Работнички, тоа е со број 11, Горан Силјановски го добија вториот жолт картон на денешнава средба, горе на Работнички, Ангелче Тимовски, додавање за Неделковиќ, рачунат од Србија, Тимовски центрира до Ацевски, да видиме што од тоа имаме шарица, Илиевски расчистува, но
Интересен напад би се рекол на домакините, на каква дијагонала сега на Рудо Митровиќ, меѓутоа Шишковски сигурен. Топката е кај на Тодоров. Димовски една долга топка со која се обиде да го прави Георгиев. Топката стигнува до Ацевски кој проигрува за Неделковиќ. Неделковиќ се мести на лева, пие до првиот удар во рамките на голот, меѓутоа лака топка за Шишковски. Ќе бележиме обаче 31 минута и првиот удар во рамките на голот. Неделковиќ е започеток на второто полувреме помеѓу екипите на Силејски и Работнички. Дерби пресмука во рамките на 24 коло од првата македонска фудбалска лига. Првиот напад во вториот дел за екипата на Работнички во првото полувреме првите 45 минути. Гостинот за екипата предводена од Томислав Франц. Кој играше следните 11 фудбалери, Дамјан Шишковски, Леон Ајдовски, Коса Кити, Бојан Ајденов, Горан Силјановски, само за мој да видимо акција на типа на Работнички, Ацевски, добра прилика, меѓутоа одлична интервенција таму на Ајденов. Ние да се вратиме за составите. Милоан Пестровиќ, Мирослав Јовановски, Маријан Јовски. Ќе видиме сега како ќе одговорат фудбалерите на Томислав Франц. Ајденов сега тука имаше еден добар потег, меѓутоа Петровиќ греши. Григоров, долга топка кон Георгиев. Георгиев ќе се трие на противната страна е Неделковиќ, меѓутоа добра интервенција на Стојановски. Се обиде Сахити иде во соло пробив меѓу тројца противнички фудбалери, греши, меѓутоа топката само за момент стигнува до Јовановски. Да видиме што се ова и судијата покажува добрен удар во коридора. Сега еден жесток дуел таму на двајца противнички фудбалери. Тоа е играчот пред 20 Јовановски и кој е другиот? Димовски, меѓутоа за повторно грешат домакините, делува доста индисponирано. Топката е кај Тодоров, да видиме запрене таму, меѓутоа без прекршок од Сахвити кој се вратил во својата половина да покрие Пајлиевски. Додавање за Јовановски, сега греши Стојановски. Како пресик на домакините, Тодоров имали шанса! Во празно излета Шишковски, меѓутоа топка не успеа да стигне Георгиев. Кој организираат првобра напад таму преку Неделковиќ, кој иде далje и та Неделковиќ. Дрибла еден, дрибла втор, дали и трет. Запрене со прекршок. Побележиме вториот удар во рамките на голот. Кај екипата на Силејски. Сега се жали таму на победа на фудбалерите на Работнички. Ние за Стојановски па Сахити. Во десната страна, одличен прв потек на Сахити, да видиме. Иде во дуел еден на еден против Џонов. Добро додавање за Алтипар Маковски, дали има тука најстрога казна? Играта продолжува. Нема удар од белата точка, да видиме таму се жали Алтипар Маковски, дали беше соборен од еден од противничките фудбалери. Доста интересна ситуација и повторно ќе се уфрли топката во 16-ти, повторно кај тоа Ацевски. Добар тепачот, меѓутоа Јовановски повторно добро интервенција, топката стигнува до капитенот Мисков кој пиеше тука, меѓутоа добра интервенција на Шишковски, добра пратеше ова акција, на повторно без опасност. Еве добра акција за Силек, акција која ветува Неделковиќ, ќе центрира, последнија лоша добра и тоа, само за момента Шиско Илиевски, топката стигнува до Андреј Ацевски, кој повторно проигрува за Паровски, како потек на Паровски! Удар со глава на Игор Неделковиќ, меѓутоа повторно млако во завршницата фудбалерите на Силек се еве можност за контра, меѓутоа лошо ја прима можност домакините да организираат добар напад, топката стигнува до Неделковиќ! Каква шанса за Неделковиќ! Најдобрата прилика да не реши надпревар, ја имаше Неделковиќ. Изблокира таму Михо Цикарски. Димовски повторно со топката го прегура Ацевски. Додавање за Димовски кој центрира, меѓутоа греши Шишковски. Меѓутоа
го бара капитенот. Бицков на втората статива, овој пат доста сигурен Шишковски. И да видиме дали има тука жолт картон за Стефан Зијовецот, Стефан Рудан. Така е прв фудбалер кој по жолтно го е добил. 90-та минута на денешната средба ќе видиме судијата колку ќе го продолжи овој надпревар. Напад за гостите, таму центрираше со број 22. Белтипар Маковски, нема продолжение, драги гледачи, супер пресметката во 23-тото коло од првата македонска фудбалска лига, заврши без голови 0-0. Работнички, селекција работнички ги поделја водовите. Благодарам за вниманието, моето име е Ико Ташов, пријатно.